Почитувани гледачи, добар ден и добродојдовте во уште едно ново издание на емисијата Очи во очи. Јас сум Мартина Проковиќ-Костовска. Денеска јас ќе бидам вашиот водител, вашиот домаќин на денешното издание. Утре повторно ќе бидете во истото време со мојот колега Огнен Јанески. Што се однесува до темата на која што денеска ќе имате можност да зборувате, значи продолжуваме како од емисијата вчера на темата за коронавирус, така и од утринава, кога всушност и мојот колега Исо Мухиќ ја имаше отворено во емисијата во тек. Во секој момент очекуваме да се вклучиме и на пресконференција на министерот за здравство Венко Филипче, кој што секако секојдневно и во секој момент ќе ни известува за најновите информации поврзани со коронавирусот. Значи во 16 часот е закажана пресконференцијата, меѓутоа секако додека да се подготват, ние сме тука за вас. Ќе ве вклучиме во тој период додека да се вклучиме на пресконференцијата, додека да започне да го слушнеме вашиот став и вашето размислување. Има ли причина за паника од коронавирусот? И темата на која што ќе можете да зборувате со оглед на ситуацијата и со оглед на она што ќе каже министерот за здравство Венко Филипче, така може да дојде до промена на насловот, односно на прашањето во денешното издание на емисијата во тек. Само сакам да напоменам на самиот почеток дека нема нови случаи на заразени со коронавирусот до оние последни информации кои што ги имаме. Ќе видиме сега на пресконференцијата дали има нешто ново во последното деноноќе. Значи скопјанката која била во Рим, а вчера вечер самата се пријави на клиниката за инфектологија, а чии првични резултати беа парцијално позитивни, сепак велат не е заразена со коронавирус, информира од Министерството за здравство и додадоа дека тестовите кај уште едно лице возач на камион кој дошол во клиниката биле негативни. Она што е доста важно и што постојано го напоменуваме ние како медиуми е да не се создава паника меѓу народот. Ете има и такви надписи по порталите дека и се празнат полиците во маркетите, меѓутоа сепак треба да останеме трезвени во една ваква ситуација, затоа што како што имавме можност да слушнеме и вчера на пресконференцијата на која што одржа во 16:30 ми се чини, министерот за здравство Венко Филипче како и директорот на Институтот за јавно здравје дека сепак нема место за паника, треба да останеме во оваа ситуација трезвени и да ги слушаме препораките на здравствените институции. Тоа е темата, значи тука сме секако за вас. Нема да ни замирите доколку некој од вас исклучиме, се со цел да се вклучиме навремено на пресконференцијата. Дали имаме гледач на линија? Имаме, да. Добар ден, повелете. Добар ден. Ајде вака како префијавуваш да кажам она што и го кажав претходно кај Мухиќ. Јас како човек, како граѓанин. Да, човечко е да се малку размисли што ако би било, но гледајќи ја ситуацијата, случувањето кај нас во државата, ајде конкретно во Скопје да кажеме, излегувањето на министерот заедно со господинот, со докторот Караџовски, тоталното објаснување и сега ние сите како луѓе, кога ќе ни дојде проблемот, болеста, одиме кај овие луѓе што ни сугерира и ни кажува. Да. Значи ние имаме доверба, ги бараме нив и сега, ако имаме доверба, да му ја дадеме и понатаму. Луѓето многу убаво објаснија. И за вчерашниот пример, и за луѓето кои се во комбето, каде се, кој се, од каде се, што е направено, полициска асистенција и се. Мислам дека нема место за плашење, за бојазност и така. Вашиот колега Исо Мухиќ кажа дека, таму убаво пишува стои, другите претходни болести, да не ги бројам, биле покатастрофални него оваја во заболеност. И сега сакам да кажам, и ете, народски го кажувам, вие како новинари, како телевизии, одредени, благодарам на оние кои се држат на неплашењето на народот, но на оние кои покажуваат и сакаат да го исплаша народот. И во некоја политичка цел или предизборни кампањи, нема сапун никаде, нема средства,
Да, добро. Ви благодарам за јавувањето, помина вашите 2 минути. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартина. Повеглете, во програма сте, ве слушам. Па ја сум сосема спротивно од претходниот гледач. Добро. И еве сега ќе ги дадам, на пример, причините Ајде. за коронавирусот, зашто така се плашам. Прва причина ми е најзагаден воздух е у Европа. Добро. А втора причина, најголем отпад од цела Европа, отпадот тука го собрав. Медицински, кој знае колку има. Добар ден. Ало, добар ден. Повеглете. Па и јас викам исто како министерот нема потреба од паника, пошто, како што разбрав и читав по други портали, тоа се однесува за постарите луѓе. У Кина, за жал, починувале луѓе над 65 години, пошто ние овдека млади више неаме во државата, а навикнати сме на секакви вируси. Имавме 11 години, не јадеше еден вирус, само за среќа избега. Најдовме вакцина за него, се вика Зоран Заев, и успеавме да се спасиме. Толку Добро. пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Устенаш Мартина. Добар ден, повелете. Извинете што ви исклучивме, меѓутоа ете се во интерес на ради, информациите. ради Филипче ми исклучивте. Се во интерес на информациите. Да, добро. Ајде, повелете. Еве го моје мислење. Зашто е ризично Македонија? Прво имаме многу загаден воздух. Добро. Второ, почвата ни е загадена. Трето, водата ни е загадена. Четврто, многу медицински отпад е внесено у Македонија. Од Италија знаеме колку со тони е носено. 53.000 тони е, мислам, оваа 19 година внесено тони. И некој, мене така, моје мислење, некој жариште ми представало. Вие работи што ви ги наброев, некој жариште. Ако дојде така до поголем број на лица заболени, ја мислам дека не знам од Македонија што ќе биде. Тоа е моето мислење. Па сега, колку е стручно, не знам, ама мислам дека многу логично и многу дека држи. А уште да ме дополна дека здравството не е спремно уопште за вакви случаи. Не е спремно, знаеме и зашто, и како, кои се причините. Поздрав, Мартина. Поздрав и до вас, убав ден имајте. Добар ден. Дали имаме Добар гледач ден. на линија? Добар ден, повелете, ве слушаме. Добар ден од Прилеп, Мартина. Повелете. Видите, сега за коронавирусов, еве, како што кажа и министер Венко Филипче, нашето здравство е спремно. Значи, се вршат разни превенции уште од сега, така да ги слушаме сите совети што ги даваат лекарите, така да нема место за паника, мислам, во Република Северна Македонија. Јас не знам како го гледа здравството претходниот гледач. Сето си е во ред. Сето е на високо ниво, сето да се справиме со таа чума на овој 21 век. Само едно што од ти, Мартина, нас не зафати вирусот со оваа политика и тоа е неизлечива работа за оваа наша генерација. Да се насмееме малку добро тоа. Добро. Толку, Мартина, значи здравството наше е спремно и тука дилеми да немаме, да не паничат луѓето, да не креваат Така. прашина. Оти некои телевизии толку бомбастично го прикажуваат тоа, што да страв да го вати човек. Јасно. Нема, не ги наименуваме кои се знаеме една телевизија, така бомбастично, така грдо, громогласно, како да влегува вирус овде. Тоа не е добро за народот. Нека малку, нека се позамислат како ги кажуваат тие работи. Да. Добро. Фала, пријатно, Доколку Мартина, тоа што ме беше се, ви слушате. благодарам за вашето јавување. Значи, најважно е да не се создава паника. Јас морам само да кажам една информација. Порталот Deutsche Welle има напишано доста интересен текст, каде што поврзува коронавирусот, го поврзува коронавирусот со економијата, односно велат
Поради коронавирусот се заканува и парализа на економијата. Економијата стравува од големи загуби како последица од ширење на коронавирусот. Акциите на берзите паѓаат. Експертите предвидуваат дека ова ќе има сериозно влијание врз извозот и економската додадена вредност. Добар ден. Ало, добар ден, Мартина. Добар ден, повелете. За претходниот гледач се слагам, за претходниот гледач го кажуваше, сето тоа се слагам. Добро. За отпадо, нехигиената, за луѓето уопште во Македонија не се грижат. Здравството не се грижи, никаква грижа нема, а сега за еден заболен створи се паника, како не бива, не знаеме што ќе се деси од страна и од дома да излаваме. Мислам, стварно е провидно, не знам, ја не верувам во. Во која смисла не верувате? Па не верувам у таа особа што ја дојдела, дека е толку болна, згрижена, 14 дена изолации, скенери, во нешто, они не се грижат за болниците луѓе да ги лечат, со сега тие што дојделе, тие ќе пренесат вирус. Не. Добро. И се слагам со претходниот гледач, те што кажа се е точно. Добро. И мислам толку сериозно да не го кажува толку, мислам жално како 100 души да умреле. Добро. Доколку тоа беше се, ви благодарам за вашето јавување. Јас искрено да ви кажам, не ни сакам да поверувам дека можно е да лажат министерот и директорот на Институтот за јавно здравје во однос на спремноста за ваквите ситуации, затоа што сепак се работи за сериозна ситуација, за вирус кој што е нов и кој што е поприлично непознат, така што медицината работи на тоа да ги осознае сите информации, да дојде до посакуваната вакцина, односно до посакуваниот лек, така што искрено да ви кажам не верувам дека и не сакам да верувам во тоа дека би можеле да користат лажни информации во однос на грижата на пациентката и во однос на изолацијата на сите оние кои што патувале со неа и кои што имале контакти со тие кои што биле заедно во комбето со пациентката која што моментално се наоѓа на инфективната клиника, а се кажа за неа дека е во стабилна состојба. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, почитувана колешке Мартина. Добар ден, повелете. Петар Шицовски Пепи. Фала. Повелете. Поздрав до сите колеги и колешки и гледачите. Јас му верувам на господино Филипче, но верувам све меѓутоа. Јас сега дали ќе има избори. Поврзувам ја сега. Добро. Ќе има кампањи, ќе има ова. Јас се плашам, ако продолжи уште ова ситуација, други болни, други таму да се испитување, да се одложат изборите. Добро. Тоа е моето мислење, да се одложат изборите, најубавото. Оте ќе има деца, ќе има пропаганди, ќе има автобуси, ќе има од ваму, таму. Да нема помасовни собири, на тоа мислите, предпоставувам. Добро. Така, фала многу. Краток секогаш, Мартинче, поздрав од Пепи до сите. Благодарам, поздрав и до вас. Што се однесува до собирите, значи Струмичкиот карневал не е прекинат, ќе се одржи, така што сега за сега се уште нема такви индикации дека ќе бидат прекинати ваквите собири, како што рече министерот, откажани се екскурзиите на средните, основните и на универзитетите. И секако да се слушаат препораките, односно сите оние кои што немаат некоја поитна работа во некоја од земјите каде што има заразени, да не патуваат тие лица таму. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Најубав ден. Исто? Повелете. Јас секогаш настапувам, барем се трудам, од неутрална позиција. Сето ова што ја министерот не сакам ни да го гледам. Не сакам ни конференциите да ги гледам. Затоа што вие како новинари и овие другите, но ние надворешните луѓе не смееме, не културно е, не човечки, не достоинствено, не етички, не морално е да додаваме нешто што можеби не е, ама добро, нашето мислење е наше мислење, мислам. Во таа смисла. Еве што сакам да кажам. Јас сакам да кажам дека
никој не смее нас да ме плаши. Ја пророк не сум. Ја човек сум кој што, еве, например, сега ова го сваќам исто како порамнешните работи кои што беа. Свински, птичји, не знам каков грип и она, и ово е еден само грип. Но ја на некој начин припаѓам на оние кои што сметаат и тврдат дека фармацевската индустрија е најрасипаната клапа, една која што го работи тоа, покрај оние игрите околу дрогата, ѓубрето и сето тоа. И ја мислам дека еден дел е и од тоа како што она. И Кина кажува дека прва ќе најде, може би обавештајните служби и она прва ќе најде за вакцинирање, вакцинација, другите ќе најдат, Америка веќе ги имала и не знам што, тоа се само игри за ова. А за стопанството и она, нормално дека ќе има, тоа е све во една сметка нивна. Благодарам ви. Ви благодарам за јавувањето, убав ден. Тана Илоски на Фейсбук вели нема место за паника, будност да, затоа што многу наши граѓани работат во Италија. Сите треба да земеме учество во справувањето. На тој начин што ќе бидеме дисциплинирани и ќе слушаме што ни се зборува. Добар ден. Ало. Повелете. Селом за овда во врска со ова. Повелете. Во емисијата што е? Во емисија сте, ве слушаме, повелете. Намалете го тонот на вашиот телевизор, господине, да се слушнеме подобро. Доцни сигналот кај вас. Добро, добро. Ало, намалив. Ајде, повелете. Во врска со ова коронавирус што е? Добро. Ова нема причина што да се прави паника. Ова чисто измислено. Ве слушаме? Да. Добро. Ова чисто економски удар. Ни верона, ни ништо. Камо све тоа е измислено, нема потреба за паника да се направи. Добро. Ако тоа беше се, ви благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Има ли причина за паника од коронавирусот? Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Цело време збориме за коронавирус, меѓутоа никој ништо не кажа како е створен тој коронавирус. Моја предпоставка, бидејќи Кина во последно време многу брзо ојаша стопански и војно, а таа е главен конкурент на Америка, мислам дека Вујкосем го има овој вирус направено мутирајќи од птички, свински и магарешки грип. Тие во Пентагон имаат една соба каде што се прават планови за сите работи, па и на овој, како да кажам, начин на војување. Мислам дека Америка е главниот кривец, бидејќи досега не слушнавме ништо околу тоа дали во Америка е грипот пренесен. А верувам дека тие, правејќи го овој вирус, имаат направено и лек за тоа. Затоа и тамо нема. Добро. Главниот кривец е Америка. Ајде, бидете поздравени. Ви благодарам за вашето јавување. Накратко само за препораките кои што се дадени од Министерството за здравство и од министерот. Да избегнувате контакт со болни луѓе од респираторни болести. Да избегнувате близо контакт со живи или мртви животни, пазари на животни и животински продукти. Да не конзумирате животински продукти кои не се темелно термички обработени.
редовно и темелно да ги миете рацете со сапун и вода најмалку 20 секунди, користете алкохолни марамчиња или дезинфекциони средства доколку сапун и вода не ви се достапни. Постари лица и лица со хронични заболувања кои се изложени на зголемен ризик од компликации, потребно е да бидат особено внимателни и доколку е можно да го одложат патувањето. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Ало, добар ден, Мартина Николце, Петешки од Кичево. Поздрав до 24 сите вработени кои сте во таа телевизија, искрена, честна и коректна. Благодарам, поздрав и до вас. Повелете. Благодарам. Себака, во однос на темата јас би рекол, значи, сите сме свесни, сите слушаме, само се правиме кој не слушаме, кој како ни одговара, така збориме. Значи, слушаме од почетокот на коронавирусот, каде беше, до каде стаса. Од кој? Во Македонија нема потреба ние да стравуваме, знаеме дека имаме вработени надолу државата во Италија и вамо и таму, ама треба да знаат овие што се прават наивни, што слушаат секојдневно дека на секој аеродром се води контрола, кој влегува, кој излегува. И за време на влез, и за време на излез. Значи, оние кои се негативни, значи не е проблем никаков за нив. Значи, ниту се болни, сепак кажано е да се држат на дистанца, се додека поминат оние 14 дена. Так. Значи, нема простор за паника. Сега карнавалот во Струмица, луѓето ќе се веселат, ќе се радуваат и ќе поминат многу убаво. Сите среќни ќе бидат радосни затоа што немат да доживат овој коронавирус да кај нас значи се прошири. Така да сметам, македонскиот народ е навикнат со една ракија, со едно луче, препораките тие се од кои секојаш здравието си очуваме. Јас мислам дека најдоброто нешто е да не ги напаѓаме власта без потреба. Луѓето стварно се залагаат од премиерот, од министерот, од докторот, значи кажа честно, коректно, ама не им одговара за жал на овие патриотчиња, ВМРО-шиња кои морат да напаѓаат све што не е во ред. Па ова е све во ред, бе браќа. Сватете, она што е добро, сите ќе офалиме. Дали од ВМРО, дали од СДС, дали од ДУИ, дали од било кого. Значи, оние кои се борат за нас, да им честитаме треба, а не да ги напаѓаме, излазат под паролката и кажуваат чуда и чуда. Или една телевизија... Добро. Ви благодарам за јавувањето. Вашите 2 минути помина. Симптоми на коронавирус: треска, висока температура, кашлица, отежнато дишење. Болеста може да предизвика сериозни компликации кои може да ја нарушат функцијата на органите за дишење, кардиоваскуларниот систем и бубрезите. Болеста може да варира од лесна до тешка форма со можен смртен исход. Лекувањето на заболените лица е симптоматско, нема достапна вакцина за превенција од заболување со коронавируси. Како што реков, се уште се работи на вакцината. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Хало, добар ден. Повелете. Видете вака. Овој вирус, дали американците го брзга во некои луѓе, да речам со инекција, и од тука почнува да се шири. Тоа не е така. Ако треба нечистотијата со нечистотија да се заштитиме, со мијање раце, со не знам што она, што правиме со нечистотијата околу нас што е. Што секојдневно се фрла, секојдневно смрди, мири со она. Сега, женскиот пол малце ќе го нападнам. Тие шиват 5 сантими ногти. Дали дзирнале под ноктот колку кал стои затре и демни? И дали го очистиле и очистиле таа кал под ноктите? Што ако вие згора рацете ги мие, калта стои под ноктите долу? Видиш, сакам во ситница да влезам во таа чистоќа. Точно е тоа. Да се миеш, да се чистиш, ама треба и домот да биде чист, треба и околу домот да биде чисто, треба и на улица да биде чисто. Тога ќе се заштитиме. Добро, со оглед на, ако веќе зборувате за жените, реално од женска перспектива, можам да ви кажам со оглед на тоа дека постојано рацете ни се во вода, така што нема како ноктите да не се чисти. Добро, ама има некои што не сака вода, што не сака домашни работи да работат, само на шминкари да шетат. Јас знам и сум имал пример тако, ќе подкренам под ноктот, чека, викам да видам што има тука складирано, кал. Кал? Зато го зборувам, не зборувам на памет. Така да,
за вирусот секој човек сам треба да си води сметка. Ја мислам дека нема опасности за нас. Тука, сега дали е вештачки направено или природно дојдено, народот ќе го трга тоа како. Да, добро, ви благодарам за јавувањето, ете малку да се насмееме. Иван Блажевски на Фейсбук вели: морам да признам дека сум пријатно изненаден на колку софистициран начин се справија со првиот случај со коронавирус од Министерството за здравство. Тоа влева неограничена доверба дека ние во Македонија можеме да се чувствуваме безбедни во борбата со овој вирус. Честитки за здравствениот систем во нашата земја. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Good day. Да ви кажем искрено. Прво, не смее да се прави паника за еден вирус, каде што 2 милиарди жители ќе заминат некој. Ако вие во овој момент проверите колку има од грип умирате, или туберкулоза. Од сезонскиот грип, така. Имам разни болести, температури ја има. Второ, што е битно, после еболата, па сарсот, па ова другата кокошкина. Има овај свет се уште снага и ќе донеси тие инфекции. Иначе што се однесува до вирусите, они можат да се укрстуваат еден со друг за да излезе уште полош. И мислам дека кај нас се превземаат што може да се превземе, не сме само ние Македонија. Министерот што ќе прави душичката? Колку знаат горе во Италија, во ваму се превземат одлични мерки и ја ви тврдам дека за месец дена овде ќе се расправаме за изборите, за ѓаволите и така натаму. Мислам дека на овој народ да му се каже да не се плаши. Од стравот е поголем и од смртта. Ви благодарам многу и поштено. Ви благодарам за јавувањето токму така за месец дена, како и да нема да ни побегнат изборите. Сигурно ќе се занимаваме со нив и во наредните денови секако. А сега одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Се слушаме? Одлично ве слушаме, повелете. Да, убав ден, добар. Исто и на вас. Искрено кажано, пушти Канал 24 коронавирус, Телма коронавирус, Сител коронавирус. Аман веќе. Па имаме ли ние живот? Значи, искрено кажано од моја страна, какви апчиња, какви лекови? Пивни си една чашка ракија од Забајле, едно лукче и чао, пријатно. Има да си здрав како дрен. Чајче, билки, и ништо друго не ти треба. Знаете зашто е измислен ова? Ова е измислен вирус негдека у Америка, у некоја лабораторија, пошто кинезите страшно многу изметаат, бидејќи добро напредуваат и во технологија и све, па ајде сега да најдеме начин како да ги утепаме луѓево, па да им пуштиме некој вирусче, да изумреме едно 100.000 луѓе и малце да прошириме ни светот, колку да можеме фармацевската индустрија да лапа тешки милиарди евра. Тоа е, иначе што мислите дека они немаат против вирусот лек? Имаат. Само што намерно го кријат. Како може да има изјава во германски весник во Bild Zeitung, каде што пишува дека веќе една индустрија во Америка веќе го имала лекот, но меѓутоа теме ки спретувале дали да го пуштат во употреба или не. Лжги со опашки. Значи ова е само колку народов да се замаи и ништо поише. Као што кажам, билки, тревки, пијте си ракијче, тоа е 60%, убива све живо дио бактерии и живеете си во животот. Не ви требаат никакви коронавируси и приказки за мали деца. Поздрав, убав ден посако. Поздрав, ви благодарам за јавувањето. Да, секакви шпекулации и црни сценарија можеме да прочитаме на порталите. Искрено не сакам да верувам во такво нешто, меѓутоа се додека не излезат со нека официјална информација дека навистина е направен овој вирус во некој од лабораториите, ете како што всушност и пишува во некои портали. Нема да коментирам околу таа тема се додека нема некоја официјална информација, значи од релевантна институција зборов. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па не се будали тие да кажа дека го пуштиле вирусот? Официјално да разбериме или да разберите без разлика. Пуштен беше и сарсот, пуштен беше и птичиот грип, пуштен беше, мислам, створен, направен и пуштен. Меѓутоа,
не е играчка. Ако вика овие да си бркаме работа, на лукче, ракиче, не знам шо, не е баш така. Ова е таков грип, доке што слушам секој ден по цел ден, пошто вчера дебата кој имаше министер, уште двајца луѓе, други на докторка или шо беше, не знам. Јас фактички ми се чини дека ме фати грипот. Почна увото да ме боли, почна грлото да ме боли, од психички што ме сакатија. Што значи, навистина сите телевизии што зборуваа, меѓутоа јас се верувам што зборува. Овој грип е таков направен, што само малце ваздух ќе да издишиш те фајча. Се пренесува многу лесно од човек на човек, што значи и ако падни на некој предмет, ако фатиш до раката и ако дојдеш према устата нешто да касниш шеќерче, ако малце лизниш и одма те фајча. Што значи е тежок грип. Еве гледате каква смртност има. Без разлика и од сезонскиот грип има смртност. Да, меѓутоа сезонскиот грип има поголема смртност за разлика од коронавирус. Добро, кажано е, Мартина, кажано е дека има. Еве, јас, например, го поминав. Јас имам 5 бајпаси. И имам, што значи, мене да ме фати температура од 39 степени, може да умрам. Затоа што сум срчев болесник. Што значи, јас се плашам од ова да не се прошири. Вие треба секоја година да се вакцинирате од сезонскиот грип. Не се вакцинирам, Мартина, никогаш, затоа што 90% имам инвалидност, крводарител сум, немаше никога во нашиот град, не видовме бесплатни вакцини. А не се ни вакцинирам, го помина еве грипот, без температура, Господ ми помогна, без разлика како и да е. Што значи, овој не е играчка, пуштен е намерно, баш во Кина. Да. Ви благодарам за јавувањето, имајте убав ден, се надам ќе се слушнеме во некоја друга прилика, во некоја следните емисија. Одиме со следниот гледач, добар ден. Повелете, во програма сте. Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Не е добро да бајме нечисто, дишиме нечист воздух, што ти ја знам. Сите луѓе нешто кажат. Ние живееме во оваква средина долго време, ама го немавме коронавируса. Сега излезе коронавирус. Дојде од Кина, па ете го кај нас иди од Италија повеќето, бидејќи таму имаме луѓе. Значи, јас исто така напомнав во една емисија дека ако е во Италија, тогаш многу брзо ќе дојде кај нас и навистина дојде. Да. Сега во мал број сега за сега, меѓутоа чекај, тие луѓе се движат, никој не може да ги контролира. Албанците исто така. И во Албанија. Ете го, вчера ми се чини почина од свински грип човек во Албанија. Да. Значи, свински грип, што мислевме дека е искоренет и што ти ја знам. Паника. Паниката постои. Само тоа да ви кажем. Јас се владаем спрема упатствата на докторот и на министерот. Значи, тие се за мене меродавни, за да ми кажат што да правам, како да правам. Меѓутоа, дека постои паника, постои паника. Само послугите се веќе скоро празни. По 2-3 луѓе може да се видат. Значи, има веќе луѓе со маски одат. Мада маската не ги заштитува од ништо. Маската го треба да, како што вели министерот, треба да ја носи човек што е веќе инфициран од тој грип, за да не го шири понатаму, во околината. Значи, сепак погрешно брат, меѓутоа може и тоа на некој начин па и да помогне некако. Меѓутоа, паника веќе постои кај некој луѓе, веќе е намален. Добро. Ви благодарам за јавувањето, имајте убав ден, ќе се слушнеме во некоја од следните емисии. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Едно корисно сознание. И порано постоеле такви вируси кои ги нарекувале чуми. Имам едно сознание како превентива кој може да помогне. Мислам, многу луѓе од тука се благодарни. Тоа се вика чумина трева, чумин чај. Мислам, за превентива се користи, најверојатно водата помага тука. Тоа се лавчанските извори на вечноста. Тоа е кичевско село едно, прочуено по водата, од која над 100 години луѓето живеале, кои постојано живеале, сега додуше малце на растурање и така, со многу нешто. Меѓутоа, над самата чешма постои краста и од таа краста луѓето ја береа, таа трева чумина трева и преку зимата постои таа, мислам, во свежа состојба.
ја вареа и навистина луѓе наоѓа спас со водата лапчанска. Водата е како, мислам, таа се пие на гладносред, се корисна во секое време. Им препорачувам на сите кои има шанса да појдат да напълнат од таа вода и да скинат од таа трева над крастата, што навистина прочуена за вакви чуми, вируси, без разлика, мислам, докажана во од минатото и во сегашно са младите генерации многу мало е знам. Значи, Кическо село, тоа Лапчани, по патот за Охрид, од десната страна, мислам, на 15 км од Кичево се наоѓа. Добро да се посетат тие извори, затоа што имаат навистина некои корисни минерали и таа треба тука над самата краста извира и докажано од луѓе, од искуство и така. Благодарам. Така, ви благодарам за јавувањето. И во Грција потврдени уште 2 заразени, а премиерот повикува на смиреност. Значи, вкупниот број таму на потврдени случаи е 3. Добар ден. Добар ден. Јас слушнав прво леду во Белград епидемиолог што зборуваше за оваа болест. Многу убаво си кажете и за маските, исто што не држи вода, значи, како треба да се носат и што ти ја знам, значи нема врска. Сакам друго да кажам. Мијење раце на тоа, мијење раце со сапун, тоа е нормално. Да. Од една општа култура, секој треба да си мие раце и да води хигиена за тоа. А сега за кај имало грипови, ке има и така, само тука би сакала да кажам нешто, дека најбитно е, пошто наводно постари луѓе ги фаќам, нели? Најбитно е во некој, ако се сомнева дека е болен или ако опште има воспаление на плуќа, најбитно е да седи и ако може да лежи во полулежуча состојба, да може плуќата да се вентилира. Тоа е најбитно, а не да се лежи во водоравен положај. И сега нормално, ако си има други болести, ќе се почитува тоа што лекарот му дава, ако е срчен болесник, ако е нешто друго, а што велат овие лукче ово, помага тоа, нема што тука е природен антибиотик, тука јас сум здравствен работник, нема да се оградам од тоа дека е вистина, дека тоа помага, меѓутоа ова е една озбилна работа. Так. И затоа кој се сомнева дека има такво нешто, воспаление на плуќе или било што, само да се лежи во полулежечи или скоро седнат положај подпрем. Да, во аголо 90 степени. Точно, вентилација на плуќа. Тоа е најбитно, вентилација на плуќа и ништо повеќе. Благодарам и пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Вака, што се однесува до состојбата во која сега се наоѓаме, јас би сакала, значи, во овој момент да ја оставиме политиката на страна, да се сплотиме, да се сближиме, да гледаме доколку има потреба да помагаме едни на други, бидејќи не да кажам нешто некако клетва, туку навистина дека не треба да се занимаваме многу со омраза едни према други, затоа што во семејството може да се најдат и од разна провиниенција, мислам, членови, така да треба, значи, семејствата да бидат сплотени, да бидеме како соседи сплотени и воопшто како држава. Да оставиме сега на страна да се занимаваме со критики, значи, ова не е време да гледаме негативно на работите, туку да се трудиме да слушаме, значи, како ни велат министерот, лекарите, бидејќи тоа сега ни е потребно и да не ствараме паника, туку да гледаме позитивно на работите и мислам дека ќе ја пребродиме, бидејќи имам читано еден роман од Алберт Ками "Чумата", во алжирски град, како се чувствувале луѓето кога биле изолирани, значи тоа ми влегло во, да не кажам во осеќавање, како само по кафеани седеле изолирани, никој не можел да влезе во градот да излезе. И наистина тоа ме врати сега малку во тие состојби кои што се во Кина и тишко на тие луѓе сега што се изолирани и што дали имаат снабдување со храна. Значи дајте сега да бидеме сближени и да оставиме да гледаме за добро. Така. А после ќе видиме, да не кажеме, да си вадиме очите
Ви благодарам за јавувањето, ете многу убава препорака од гледачката. Значи, следите ги препораките од Министерството за здравство, од Институтот за јавно здравје. Со нови информации, секако и во останатите информативни изданија. Сите пресови ќе бидат проследени токму од Телевизија 24. Зборувам за пресовите на Министерот за здравство Венко Филипче. Следува во 17 часот Централниот дневник. Со мене се гледате во сабота, во викенд изданието на емисијата во тек, веднаш по Централниот дневник. До гледање.